Не памтам кога се брукал на надпревари, освен со Барселона во некои други времења 5-0, нели 0-5, 0-4, 2-6, некои такви работи. Комплетниот мајндсет на тимот е сменет, мислам дека Реал Мадрид ќе победи или ќе игра подобро, што би се рекло, ќе отсуствуваат и на двете екипи ќе отсуствуваат некои битни играчи. Мислам дека ни една одбрана не е доволно спремна да го спречи тугиот напад. Меѓутоа не знам дали ќе има гол, ќе биде цврст надпревар и квалитетот на игра нема да биде тој кој што сме научени на изминатите. Веројатно ќе биде надпревар кој што ќе го реши доколку ако биде тесен надпревар, ќе го реши некој индивидуален потек или некој блесок на некој играч. Мислам дека за Реал Мадрид знам кој би бил играчот што сите тројца ќе го споменеме. Да, Бензема. Бензема игра во феноменална форма. Мислам дека најпоценет играч општо задните 5 години и мислам заборавме да спомнеме дека лани имаше еден надпревар 0-0 од класикот. После кој знае колку време. Мислам дека тоа доволно ни кажува каков е квалитетот на овие две екипи од лани на вака како. Да, има смисла. Има смисла да биде и без голови, меѓутоа очекувам дека ќе гледаме голови. Се надевам дека Бензема ќе биде расположен и со тоа ќе ги мотивира овие твоиве. Ама ако гледаш еден играч кој што би можел да го реши надпреварот од страна на Барселона, Депај. Кој би бил тоа? Депај. Добро. Депај е солиден одговор. Добра форма игра сезонава. Одличен. Особено за Холандија. За Холандија изигра некои стварно сјајни надпревари. За Барселона, па мислам дека од првиот надпревар беше одличен. Беше лош само кога не играше целиот тим, кога беше тапа тимот. Иначе Мора да се напомне дека Холандија имаше многу слаби противници, Летонија, Гибралтар и такви, многу е лесно да се покажа класа против. се сложувам, јас го имам противници што се 10 пати послаби. Јас го забележав тоа, ама од друга страна пак е тој што ги дава головите и тој Векхорст најмногу се докажава во тој состав на Холандија и некако ја носи играта, асистенции, голови, што иде, ки издрибла неколку играчи. Јас мислам дека играчот треба да се пази Реал Мадрид од играч од Барселона, тоа ќе биде дефинитивно Френки де Јонг. Неговата игра е клучна во тимот на Барселона, особено во транзицијата одбрана во напад. Добри прецизни оддавања, повлекување на топка. Мислам дека ако на Френки де Јонг му е денот, мислам дека ќе бидат многу инволвирани во многу повеќе шанси играчите на Барселона. Така што Френки де Јонг е играч што има моќ да контролира надпревар. Доколку тој е во форма, може буквално се да оди преку него, да сите му лежи Реал Мадрид, знаеме во Ајакс играше со Модрич, со Касемиро, мислам дека една од омилените екипи му се за играње против нив.